Од студиото во Вашингтон, добро вечер, ова е гласот на Америка на македонски ТВ журналот News Flash. Јас сум Јулија Велковска. Американската влада синоќа и честиташе на Македонија за мирните избори. Стејт департментот на првиот круг гласање гледа како на значително подобрување од порано и побара на ист начин да се изведе и вториот круг. Прилог на Ведран Андоновски. Соединетите американски држави честитаа на Македонија и на нејзините граѓани на првиот круг на претседателските и локални избори, одржани на 22 март. Мериен Тусон, представник за медиуми во Бирото за европски прашања на Стејт департментот за гласот на Америка на македонски, изјави дека луѓето во Македонија заслужуваат пофалба за тоа што излегле во голем број и се повика на првичната проценка на ОПСЕ ОДИХР дека изборите исполниле најголем број на стандарди на ОПСЕ и Советот на Европа за демократски избори, како и дека биле добро организирани, без насилство што ги засени парламентарните избори во 2008. Тоа, кажа Тусон, демонстрирало капацитет за одржување на успешни избори, што е од круцијално значење за натамошниот напредок на Македонија во евроатланските интеграции. Гледаме на изборите како на значително подобрување споредено со парламентарните избори во јуни минатата година. И ова е поддржано од прелиминарниот извештај на ОДИХР во кој стои дека изборниот ден минал без насилство или други поголеми инциденти. Стејт департментот истовремено ја повика владата и другите релевантни инстанции во Македонија да го одржат таквото ниво за да се справат со преостанатите предизвици што беа забележени во прелиминарната проценка на ОДИХР, со што би се осигурало гласањето во вториот круг на 5 април да се одржи во безбедни, слободни и праведни услови. Економски најразвиените земји во светот треба заеднички да обезбедат транспарентност и одговорност во глобалниот финансиски систем, вели американскиот претседател Барак Обама во мислење објавено во International Herald Tribune. Тој ги повика светските лидери да преземат смела, сеопфатна и координирана акција за да поттикнат економска обнова и да спречат на тамошна криза. Обама се надева дека средбата на групата 20 најголеми економии на светот идниот месец во Лондон ќе галванизира колективна акција. Тој ја повикува Г20 да појде по примерот на официјален Вашингтон и да примени на тамошни мерки за стимулирање на економијата за да промовира растеж. Првиот човек на Федералните резерви Бен Бернанки и секретарот за финансии Тимоти Гајнтнер денес на конгресен распит ќе го образложат контроверзниот план за финансиски спас. Тие најверојатно ќе бидат распрашани за потегот на осигурителната компанија American International Group да искористи $165 милиони од владината помош за да исплати бонуси на своите извршни директори. Владата се обиде да го стабилизира AIG со вкупна помош од $170 милиарди со образложение дека глобалната компанија е премногу голема да се дозволи нејзино пропаѓање. Но одлуката на American International Group да исплати бонуси од тие пари најде на гневна реакција меѓу американците од чие плаќање на даноци беше обезбедена помошта. Ново објавено истражување покажува дека лицата кои конзумираат црвено и процесирано месо се изложени на поголем ризик од прерана смрт поради рак и срцеви заболувања. 10-годишното испитување на Американскиот национален институт за борба против ракот опфатило 500.000 лица на возраст од 50 и 71 година, при што бил следен нивниот начин на исхрана. Во овој период починале преку 70.000 испитаници. Научниците открили дека кај мажите кои јаделе најмалку 62 грама хамбургер дневно, ризикот да починат од срцево заболување се зголемил за 27%, а од рак за 22%. Кај жените тие проценти биле 50 за срцево заболување и 20 за рак. Зголемен ризик од прерана смрт се јавил и кај испитаниците кои конзумирале процесирано месо. Во САД расте бројот на новозапочнати проекти од јавен интерес како резултат на неодамно усвоениот пакет помош за стимулирање на економијата. Администрацијата на претседателот Обама вели дека инвестициите во овие градежни проекти не само што ќе креираат дополнителни десетици илјади работни места, туку и ќе ја заживеат американската економија.
На секаде низ САД започнати се нови проекти за транспорт, први според планот на председателот Обама за санирање на американската економија. Во Мисури се проширува автопат и се гради нов мост како замена за стариот од 1933. Ова е надзорникот на проектот. Зборуваме за проект вреден $640 милиони, што ќе донесе 14.000 нови работни места, вели тој. И одговорните за транспорт во сојузната држава Колорадо велат дека ќе им бидат потребни пари за обнова на застарената инфраструктура. Имаме 126 мостови кои треба да се обноват, од нив 115 се стари и по 75 години. И во другите сојузни држави во САД во тек е реализација на проекти за поправки во транспортниот систем. Сите се дел од фондот за транспорт вреден $48 милиарди во рамки на усвоениот пакет помош. Ова е најголема инвестиција во американската инфраструктура од 50-тите години навамо. Инвестицијата во автопатите ќе создаде или ќе спаси 150.000 работни места до крајот на наредната година, а поголемиот дел од нив се во приватниот сектор. Обама вели дека во тек се преку 200 проекти за обнова на патната мрежа за поправки на системот на јавен превоз и аеродромите. Економистот Роберт Кутнер вели дека влијанието на овие проекти веќе се чувствува во економијата. Доволно е да им помогнете на државите и на локалните власти да не отпуштат никого и да не одложуваат планирани проекти во транспортот, веднаш има резултати. Одделот за транспорт користи $8 милиарди за развој на брза железница, која би поврзувала многу градови во земјата со возови кои можат да достигнат брзина и до 322 км на час. Администрацијата на председателот Обама вели дека овие пари не само што ќе креираат нови работни места, туку ќе донесат и развој што ќе трае долго по завршувањето на проектите. И тоа си за денеска. Ова беше Гласот на Америка на македонски. ТВ журналот News Flash. Со вас беше Јулија Вилковска. Ви благодарам на вниманието и до гледање до утре.